Дали знаете дека на 25 август 1897 година во атарот на селото Дедино, Радовишко, раководителот на револуционерната организација од Радовиш, учителот Тодор Станков, заедно со селската полиција, убиле двајца турски колџии, а главатарот на колџиите, злогласниот Агато, ранет успел да избега и да ги извести властите. Уште истиот ден Дедино било блокирано од турците, а селаните биле подложени на мачење. При тоа во селото било откриено оружје и муниција, а биле затворени 123 селани од Дедино и 4 од селото Ињево и однесени во скопскиот затвор Куршумлијан. Овој настан е познат како Дединска афера. Дали знаете дека на 23 август 1929 година, после големите дождови кои ја зафатиле цела Македонија, почнувајќи од 21 часот и 30 минути па до зора, Скопје преживеало една тешка катастрофа. Скопје нема забележано таква поплава во последните 100 до 150 години. Додека модерниот дел на градот, десно од реката Вардар, во кој се наоѓале голем број на јавни локали, уживал во разладената температура, стариот дел и периферијата на градот, каде живеело сиромашно население, биле жртва на незапаметена вода која се слила од околните ридови на Скопска Црна Гора. Во Скопје биле поплавени многубројни дуќани на тогашните трговци, ги наполнила нивните подруми до 1,5 метар вода, нанесувајќи големи материјални штети. Водата навлегла и во 800 до 1000 куќи, од кои дел биле срушени.